Госпожа Дуковска, вие сте веќе 19 години во бизнисот, па еве би ве запрашал какво е местото на жената во бизнисот? Жената со векови го бара местото под сонце. Во бизнисот, како и сите други, се снаоѓа онака како уме и знае. Дали е предиспонирана или не да биде во бизнисот, или тоа е некоја нужна работа која што мора да ја обавува, секако се снаоѓа. Категоризацијата не би можела да ви кажам каква е, меѓутоа тие што се во бизнисот се навистина во бизнисот и го работат тоа со сета своја моќ, знаење, умешност и добро се снаоѓат. Да речеме дека еве во овој условно кажано машки свет, колку е жената прифатена? Знаете како? Ако некогаш служела како украс на општеството или пак како некоја која што може да помага во општествениот живот, тога жената во светот на мажите мислам дека е прифатена како колега, како колешка, и мислам дека веќе точно се знае дека може да ги извршува и сите други работи кои што порано постоело сомнение дека може да ги завршува. Секако може да работи сама или може да створи добар тим, па така да се надополнува и за останатите работи и задачи кои што престојат во животот или кои ги планира. И да ви кажам едно нешто, во машкиот свет постои една навика каде што работите се сваќаат такви какви што се, одлуките се носат веднаш, каков плод ќе врода тоа покажува времето, меѓутоа кога жената е во бизнисот, постои еден момент кога се вели, чекај да размислам. И така, и работата што се прифаќа, значи не е хазард, таа е сигурна и можам со точност да кажам дека ќе се заврши. И на тој начин мажите прифаќаат жени како соработници, бидејќи се работи за точност, тука спаѓа таа прецизност, многу навремено и многу стручно. Барем јас така мислам. Поради тие причини сте и вие успешни и во неколку наврати бевте и наградени. Да. За кои награди станува збор? Тоа се спроведувани анкети за жените во бизнисот. Во 2000 година бев наградена во првите топ 10 жени менаџери. Наградата ја примив на почетокот на годината. Потоа добив номинација дека се уште постојам во бизнисот и дека сум во општествениот живот 2007, во 2011 исто така, а во 2014 година ние од клубот на бизнис клубот Бизнис жени, имавме на своја промоција на донации Жената за жената, каде што исто така беа промовирани нашите достигања, нашите способности, нашите планови за војнина. И мислам дека тоа во општеството беше многу убаво прифатено, со многу честитки, со многу пофални зборови, и за нас тоа значи еден поттик да продолжиме понатаму. Велат, мажот е глава на семејството, но жената вратот. Сепак жената е таа која што го придвижува семејството, како една бизнис жена успева да биде потполно целосна и во бизнисот и во семејството. Ако ги разгледаме буквите на именката жена, значи жената значи живот, жената значи енергија, жената е надеж и жената е адекватност или аналогност на нешто, можем да кажам поврзано со некоја традиција. Сите овие зборови што ги кажав, не мора да ги објаснувам колку имаат тежина самата именка жена. И во контекст на тоа би кажала уште нешто. Ако од 24 часа имаме 3 осмици на работа, на семеен живот или културно-општествен живот и 8 часа одмор, тогаш кај нас постои некое поместување. 8 часа работиме, потоа едно 10 до 12 часа обавуваме други активности, тука го вклучувам семејството и другите општествени работи, а многу малку ни останува за нас и за нашиот одмор
И тоа е цената на успехот. Колку е вашиот дневен одмор, колку време посветувате на себе? Оноко колку можам. Некогаш многу малку, некогаш оптимално, а никогаш максимално. Што е подобро да си има жена шеф или маж шеф? Знаете, тоа често пати го размислуваме. Мојата екипа, на моите колеги, често пати поставува прашање, вика, не знаеме дали е подобро што имаме раководител жена или да беше машко. Мислам дека со тоа прашање кажа се. Во името на колегите од телевизија Ултра ви посакуваме среќен 8 март. Благодариме што гостувавте во Дневникот телевизија Ултра. Многу ви благодарам на поканата и на честа. Речиси половина од населението во Македонија се жени кои живеа за 4 години подолго од мажите. Од нив, над 280.000 се вработени во најголем дел во компании во приватна сопственост. Над 95% вработени се жени со цело работно време. Во однос на мажите, поголем е бројот на жени со високо образование, како и бројот на жени магистри. Во Македонија во 2015 година имало 143 жени, доктори на науки. Најчесто жените во Македонија се одлучуваат да раѓаат по едно или две деца, а најчесто женско име е Марија.